Почитувани колеги, благодарам за присуството на денешната пресконференција на ВМРО ДПМН. Аферата Надеж продолжува. Плоштадот Слобода е уште една квазиневладина организација која што се финансира со пари на Сорос Македонија, а која одработува за партиските интереси на Социјалдемократскиот сојуз. Плоштадот Слобода е иницијатива создадена за партиски цели на Социјалдемократскиот сојуз. Оваа организација е формирана за политички цели, наменски, а се финансира со пари од Сорос Македонија. Плоштад Слобода ја сочинуваат истите луѓе, соработници, пријатели, блиски роднини на функционери од СДСМ, а кои поголемиот дел од нив се и на платниот список на Сорос Македонија. Основачи на Плоштад Слобода се првиот братучет на Радмила Шекеринска Никола Наумовски, родената ќерка на Ѓунер Исмаил Сонја Исмаил Ѓунер Исмаилина, која е поранешен министер по повеќе влади на Црвенковски, актуелен член на дипломатскиот совет на СДСМ. Синот на Ацо Кабрамов, кој е главен и одговорен уредник на Алфа телевизија, Марко Кабрамов, а знаете Ацо Кабрамов е и кум на Љубомир Фрчковски. Никола Гелевски, човек од доверба на Владимир Милчин, инаку еден од раководните лица на Граѓани за Европска Македонија. Нита Муча, во слободно време предводник на архибригадата, здружение кој организираше протести против изградбата на црква на градскиот плоштад во Скопје. Почитувани колеги, квазиневладината организација на Социјалдемократскиот сојуз Плоштад Слобода се појавува секогаш кога за тоа ќе одлучи Бранко Црвенковски и Социјалдемократскиот сојуз. Плоштадот Слобода ја немаше кога се изгради Кинескиот зид во Скопје, дивоградбите Тифани 1 и 2, Лумикс, кога се деформираше Дебар Мало и кога со одобрение на владите на СДСМ започна и се штитеше урбаната мафија. Но затоа оваа организација е редовно присутна да се критикуваат проекти во кои кога се гради за интересот на сите граѓани. Сите овие организации се создадени по нарачка на Социјалдемократскиот сојуз, а финансирани од Сорос Македонија и Владе Милчин. Овие организации, за жал, се партиските војници на Бранко Црвенковски. Како резултат на се тоа се добива впечаток дека сите невладини организации во државата се корумпирани. Ова што го прави Социјалдемократскиот сојуз е крајно срамно и штетно за демократијата.